Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Упатувај го детето по неговиот пат, па и кога ќе остари, нема да отстапи од него. Поговорки, 22 глава, 6 стих. Подели и освои не е само метода на војување, туку е и стратегија на децата кои знаат дека ако можат да ги поделат родителите еден против друг или да предизвикаат замор кај самохраниот родител, тие ја добиле битката. Зборот дисциплина потекнува од латинскиот збор discere, што значи да се знае или во поширока смисла да се распознава. Сепак, останува фактот дека спроведување на дисциплината за децата е една од најнепријатните нешта во целиот спектар на родителството. Без оглед на тоа колку изморен или под стрес е родителот, спроведувањето на процесот на дисциплина е еден од најзначајните придонеси што родителот го прави за еднината на своите деца. Кога однесувањето на детето се влошува до точка каде што е потребен корективен пристап, вие како родител треба да си поставите некои важни прашања. Прашање 1. Запрашајте се, зошто дисциплината стана проблем? Децата имаат неверојатен радарски систем. Кога сте по стрес, децата веднаш го забележуваат тој факт, но тие не го разбираат притисокот под кој се наоѓате. Тие само чувствуваат дека мама или тато се навистина напнати и често нивното однесување е обид да го привлечат вашето внимание. Дете кое е лишено од сон ќе биде раздразливо. Тоа не е прашање кое бара дисциплина. Но 8-годишникот кој кажува на својата мајка да замолчи бидејќи тој зборува на телефон, е момче кое се упатило кон вистински проблеми како тинејџер. Речиси секогаш, несоодветното однесување е црвено знаме кое вели: треба да поминете повеќе време со мене. Или ми треба твоето внимание и го сакам толку многу што сум подготвен да ризикувам да влезам во неволја за да го добијам. Прашање 2. Запрашајте се, дали јасно ставив до знаење дека одредени однесувања се неприфатливи во нашето семејство и дека има последици за изборот на таквите однесувања. Родителот кој го истура својот гнев врз своето дете го третира детето неправедно, но родителот кој го учи своето дете дека некои работи нема да бидат дозволени, му прави на неговото дете голема услуга. Тој или таа го опремува детето за животот и таквиот родител е далеку построг надзорник и поради љубовта кон своето дете инсистира дека детето треба да научи да биде исправно. Кога однесувањето станува проблем, треба да отидете еден чекор понатаму со тоа што ќе се запрашате. Прашање 3. Дали сум доследен со она што го очекувам? Да речеме дека времето за спиење е 9 часот, но не сте доследни. И тогаш кога сте уморни и под стрес, викате на вашите деца затоа што поминало 10 и тие се уште не се во кревет. Испраќате конфликтни пораки кои создаваат несигурност. Да се биде доследен е тешко, но многу важно. Едно малечко момче знаеше дека татко му го мисли тоа што го кажува и го кажува тоа што го мисли. Откако детето отиде во кревет, тоа извика: "Тато, можам ли да пијам вода?" "Не, сине, оди на спиење." 5 минути подосна пристигна уште една молба: "Те молам, тато, може ли да се напијам вода?" "Не, сине, и ако прашаш уште еднаш, доаѓам таму." 5 минути траеше апсолутната тишина, а потоа се слушна мало гласче, полно со помирување: "Тато, кога ќе дојдеш тука, можам ли да добијам чаша вода?" На крај следува уште едно прашање. Прашање 4. Запрашајте се, кој е најдобриот начин да се справам со оваа ситуација? Како се справувате со ситуациите е поврзано со нивната ефективност. Лутината создава лутина, но корекцијата спроведена со љубов создава добро приспособени деца кои ја знаат разликата помеѓу правилното и погрешното и избираат да пристапуваат правилно. Книгата на Евреите вели: "Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подосна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа." Евреи, 12 глава, 11 стих. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.